Членството на Синдикатот за образование, наука и култура регион Тетово веќе трет ден продолжува со штрајкот. Од регионалниот одбор на СОНГ Тетово посочуваат дека речиси целото членство штрајкува, а имаат поддршка и од оние кои не се членови. Штрајкот започна во Тетово успешно, може да кажам. Овие 2 дена каде очекуваме и притисоци на некој начин дека ќе се намали бројот на вработени што се во штрајк, напротив, секојдневно ние добиваме нови членови, што значи дека добиваме нови штрајкувачи. Иначе во проценти да ви кажам, негде 90% од вработените, не од членовите, и од вработените се во штрајк. Ова го спомнувам бидејќи многу вработени што не се членови, според закон, нели, се вклучуваат во штрајкот со нивна изјава дека доброволно се приклучуваат на штрајкот, што е и законско решение, нели, имаат полно право тоа да го направат. Така да сега бројот на вработени што се во штрајк е скоро 90%, со тоа што имаме неколку училишта што не се така да речем во класичен штрајк, останатите се сите во класичен. Пријатно не изненадија одмah на почетокот да кажам, средните училишта, кои што денес веќе се сите во штрајк. Сите 5, колку што ги имаме на нашиот регион, сите се во штрајк, со тоа што земјоделското мошапијаде од денес веќе и тие се во штрајк, иако нема синдикална организација, но со потпишување на изјава на вработените дека се приклучуваат на штрајкот и тие влегува во штрајк. Поголемиот дел од нашите барања можат брзо да бидат реализирани, сметаат од СОНГ Тетово. Во образование имаме барања, бидејќи 3 дејности имаме, различити барања. Имаме во основното, средното барање образование, имаме во градинките, за градинките, значи до Министерството за труд и социјала, и имаме за културата. Во образованието ќе почнам, имаме барање за укинување на казните за екстерното и интерното, имаме за укинување или намалување на казните што се од Законот за основно образование, каде казните се европски, платите македонски или со други зборови, казните се во евра, и тоа илјадници евра, а нашите плати се во денари. И имаме барање за покачување во сите дејности 25% на платата. Сем ова последно во барање, мислам дека сите други барања се многу легитимни и многу лесни за решавање. Ние просто се чудиме како не најдоа смогне сила Министерството или Министерството за образование да сите овие барања не ги исполни, затоа што се тие навистина од таков карактер што се решливи. Сем реков она барањето со 25%, каде што сигурен сум дека и ние би се договориле на еден подолг период тоа да се оствари. Не одеднаш со оглед на тоа дека нели државата ни се наоѓа во таква економска ситуација каква што е. Така да тоа би го правеле во наредниот период. Во културата нема донесено колективен договор, а веќе се преговара 7-8 години. И таму нормално 25% се бара покачување. И најдрастично е во градинките, односно со Министерството за труд и социјала, каде што потпишан е колективниот договор, веќе 3-та година, и не се применува во делот за финансирање. Што значи не се применува тамо каде што е за вработените најинтересно, најпотребно, а тоа е за нивните регулирање на платите според колективен договор, со кој колективен договор платите им се изначуваат со оние во основното и во средното образование. И таму имаме барање покрај она 25% и за намалување на бројот на деца во групи што се. Сегашниот максимум 25, а тој скоро ние на градинка не е според закон, туку е и поголем, имаме групи каде што има 30 деца, 35 деца, ние бараме да тој максимум се намали на некој начин, за да може и подобро да бидат згрижени и подобро воспитувани децата кои што се во градинките. Тие се вака основните барања што ги имаме. Реков се на 25%, другото може одма да се реализира. Од регионалниот одбор на СОНГ Тетово велат дека во штрајкот сите губат на некој начин и се надеваат дека ќе најдат на разбирање од надлежните во насока на исполнување на нивните барања. Преговараме 3
месеца, каде има формирано 3 работни групи за различни барања, и во тие 3 групи учествуваат и тие, мислам, министерствата, со своји групи, со своји луѓе, и имаме од основното образование, од средното, од градинките, од наша страна, мислам, членови. Се разговараше и тие само ги слушаат нашите барања и аргументи. На нашето инсистирање да и тие го дадат своето мислење. Ова е прифатливо, ова не е прифатливо, тие одговараат дека не се компетентни за тоа, дека тоа мора потоа да се разговара на повисоко ниво. Јас се прашувам цело време, па ако не се компетентни, зашто дошли на преговори? Можеше да се, ако се имаше малу слух и малу разбирање, може да се решат проблемите и да не се почне со штрајкот, бидејќи во штрајкот сите губиме на некој начин. И ние наставниците што сме во штрајк, и децата, мислам, најповеќе децата се разбира, и родителите и така натаму. Па ние очекуваме дека сепак на крај дека министрите дека ќе го едноставно слушнат сето ова што го бараме, ние ќе го разберат и дека ароганцијата ќе им помине, така да речам, да разговараат, така да речам, како досега, и дека многу од овие наши барања, поготово барањето за укинување на екстерното и интерното, кога кажувам укинување, се мислам на укинување за казните. Значи, ние не сме против екстерното. Нека постои тоа. Иако имаме податоци дека во Европа никаде нема вакво екстерно, а тоа го кажа еден висок представник на синдикатите за образование, подпредседател на конференцијата за образование на Европа, дека никаде нема сретнато во ниту една држава, не само во Европската унија, него и на Балканот, такво екстерно оценување, каде што начинот на оценување на наставниците не е научен едноставно. Е паушален и неправеден. Синдикатот за образование, наука и култура регион Тетово брои 1561 член.